Мајко, знам дека те додевам. Знам колку пати си му зборувала, ама те молам пак да му зборуваш. Те молам да му кажеш. А кога не ме слуша? Кога не дава ни да го доречам тоа што сум почнала да го кажам. Знам, Мори, мајко, знам, ама вака веќе не може. По цел ден да се седела вмејана со другарите, по цел ден па и цела ноќ. Јас сум виновна за се, јас се зедов на душа, јас го натерав, оди бараја, оди неа земја, домакинско чедо, домакинска куќа, си велев, ако јас и татко му не умеевме да му го дотераме умот, си велев, ке се засраме од тебе, од мајка ти, од татко ти, дека... Ајде. Дека ќе се прибере, си мислев. Ајде, тоа што се сторило. Туку сега, ако можеме да го изведеме на прав пат, арно ќе биде. Еве го. Сигурно е дотеран и тргнат со вмејана. Добро утро. Добро утро. Седни, бе? Ќе седнам, бе, ќе седнам. Седнам. Кафе некоја ќе ми свари да се избистрам? Со кафето лесна работа, синко. Со тебе тешка. Ајде, пак почна. После се чудиш зошто дома не седам. Зошто вмејана цело време седам. А зошто да седам тука? Да те слушам како зборуваш, како празна воденица? А да поработиш малку, синко, не бива? Еве, не сакаш да ме слушаш како мелам, како празна воденица, па затоа оди и работи. Оди с работи, нешто спечали, нешто, како сите луѓе домакини, што се спечали нешто, синко. Нека печали тој што нема. Мене татко, Бог да го прости, ми остави доволно. За тројца ми остави. Ти остави. Вистина те остави. Лесна нека му е земјата. Ама и тоа грне не е без дно, да ти кажам, синко. А нашево грне се чини дека е со дупнато дно и дека полека ќе снема од тие пари. Тогаш да те видам, синко мајчин, што ќе правиш. Тогаш да те видам ти и твоите другари што сега ги гоштеваш. Со што ќе се гоштевате? И дали тие ќе те гоштеваат, ти ќе те појат, ти ќе те хранат, тогаш кога ти ќе немаш, тогаш да ти ги видам другарите, тогаш, синко. Доста беше. Мисли ти што ќе кажеш, јас вечер ќе дојдам, па ќе те слушам. Кафето? Кафето? Многу ви благодарам на кафето. Го испив. Само некако горчливо се погоди. Вечер кога ќе дојдам, благо нека биде, оти не го пијам. Мејанџи! Што е? Мејанџи, оти вака ми правиш. Оти ме лутиш кога знаеш дека празни чаши на маса не сакам да гледам. Оти ме лутиш. Оти ти ме лутиш, бре. Јас сакам мејаната да ми е цел ден полна, ама не сакам само тебе да те гледам. Ќе ти врзам на заушката ушите. Море, Арно, што си умре татко ти, да не ти ги гледа овие резили. Што е? Ајде, ти не лути се одмачичко, Јордане. Оти вака ми правиш. Оти ми клаваш бигор на душа. Оти со татко ти сме од малечки заедно. Другари, бе, цел живот тука поминавме. Ама со усул, убаво, се со Арно. Добро. Ајде сега не лути се, туку ајде уште една душа на татко. Слушај, јас ќе ти дам и по две, ама едно сакам да те научам, бе. За да можеш да трошиш, треба прво да печалиш. Разбра или не разбра сега? Ај сега ќе донесам. А бе овој ти испокара. Оти му даваш бака да ти зборува? Не, оти.
Оти беа другари со татко ми, да затоа. А каде е Данко денеска? Ќе му се налутам. Абе, оти да изутрирава в град. Имам нешто за продавање, така ми рече. И не знам што уште. Така. Требал нешто да продам. Чекај малку, сега се сетив. Ти вчера каде беше? Еми, вчера морав да одам на лезе. Беше веќе крајно време за филизење. Ако не го направев тоа вчера, нека имаше што да роди веќе. Морав. Јас да ти кажам, уште денеска да ти кажам дека утре и јас нема да бидам тука. Абе, наглава ми се качија и жена ми и мајка ми, демек не сум бил домаќин, та не ти знам што, горната нива ми останала неизорана. И што ли не? Ај уште, и што ли не, да не ти кажувам. Ја. А јас како можам? Ами јас? Да сте. Што ти пак? И мене татко ми да ми оставише како на тебе, и јас немаше одовде да се мрднам никогаш. Чичко Јордане! Чичко Јордане, да не заспа! Ајде побрзо! Еве на, пијте колку сакате, кога татко ти не можеше да те научи, а и мајка ти не може да те научи, та јас ти ќе те научам. Ајде, отидов. Чекај, каде ќе одиш? Абе, имам една работа да завршам. Ке се вратам подоцна, чекајте. А? Секогаш бака ми правите. Ајде, не пак ти седи, ајде. Ако сакаш па и одиш. Па не се, шо, кај ќе одам? Ајде ние да се напиеме, а и песна може да си викнеме. Што ме за песна работата останува? Ајде, направи. Чифте, пајтовари, еде дърсана. Чифте, пајтовари, еде дърсана. Еде дърсана. Аман, еде дърсана. Шише, коњак вари, еде дърсана. Шише, коњак вари. Чекајте. Ајде сега кажи, оти преѓе ништо не те слушна. Ме прати жена ти да ти кажам дека мајка ти ич не ја бивала. Како не ја бивало? Така? Не ја бивало. Жени. Абе, Господ ги создал жените само за кефови расипување. Така, братчак. Точно. Оди кажи им дека бргу ќе дојдат. Ама жена ти рече одма додиш. Ама ти сега жена ми ќе ја слушаш или ќе ме слушаш јас што ти зборувам? Хајде, Ама ти сега мене ќе ме слушаш. Ајде, станувај нога пред тога ветраш да се одиш дома. Станувај, зашто кој ќе ти свирнам, некоја заушка, ушите до дома ќе ти свират. Станувај, бре! Бе, Чичко Јордане, до тука ја дотеравме? Ти ја дотера до тука. Татко ти го отера в гроб. Сега сакаш и мајка ти ли да ја отераш в гроб. Станувај, бре, оти од кило месо те знам кој ќе те подберам на коци. Што ме така работата ќе одам. А вие тука да ме чекате. Да не се растурате, оти бргу ќе дојде. Не се растураме, како растураме? Будари сме да ја растуриме оваа убавина. Нема да ја растурите и нема да се растурите кога тој плаќа. Што сакаш ти, бе? Тебе платено ти е, платено му е. Се имам платено, хајде, чифте, пајтовари. Уште го нема овој. Вистина ќе да е болна мајка му. Чекај вака. Ние да се напиеме уште по една и да чекаме. Така?
Па не ли рече да не се растураме и да го чекаме, така? Тука. Така. Јас не станувам одовде додека не паднам од столот, па тоа ти е. Па баш тогаш нема да можеш да станеш. Која да ја запееме? Че, Баткандо нема да дое. отиде? Мајка му умрела. Шо рече, бе? И тебе, Чичко Јордане, те викаат. Ајде, оди ја тебе. Ете, Бог душе да ја прости. Па тогаш, ајде да се растураме. Нека е лека земјата. Што да правим? Ке се растурате, ама прво да платите. Кој Ова да като го плати? Чекај ме, Андон. Кој да плати, бе? Андон не викна овде, Така е, Андон честеше, така е. Андон нека плати. Андон нека плати. Андон нека плати. Знам, бе, Кофуци. Знам дека Андон ќе плати. Знае. Само сакав да ве видам колку ви тежи умот. Колку сте луѓе. Тоа сакав да знам. Пак старата песна ја пееш. Добро, нели те научи ништо смртта на мајка? Нели ти е жал што си отида жената пред време? Ти снаси или ќерка? Оти толку ти меле воденицата? Ми меле да ми меле. Оти куќава е празна. Нема ништо во неа, а јас со чорбаџиска керка ќе треба во измекјарки да одам. Тоа е машка работа, тоа мене остави ми го. Па тебе и ти оставено, само што сега го нема. Не знаеш каде. Гледаш ли колку време те оставив да зборуваш и не излегов? Ај после кажи дека сум лош. Сам? Каде ти се другарите? Имаат некоја работа, ќе дојдат. Во последно време нешто многу вредни, многу работни стана. А кога имаше, се вез ден тука беа. Добро, на вересија не ми даваш? Не ти дава. Ти давав. Што ти давав, сега поиќе не можам да ти дадам. Сакаш да ти ја донесам книгата за вересија и да видиш колку вересија имаш, нема место кај да пишувам веќе. Знам, не ја носи, знам. Ама ќе ти платам, ќе ти платам. Бре, дете? Од што ќе ми платиш, бре? Што работиш, што си спечалил, бе? Везден си тука, седиш, пиеш, мезиш, од што ќе ми платиш? За тоа не даваат пари, за тоа само земаат. Така? Така. Добро. Да не сакаш утре да ми платиш. Па ќе ти платам, бе. Може така. Се везден тој муабет ми го правиш. Не може. Прво ќе ми платиш, а јас утре ќе ти дам. Добро. Добро што ме така. Веднаш ќе се вратам. Аха.
О, Андоне, здраво, Арен. Абе, не сум те видел откако ја закопавме мајка ти. Шо вака, за кај мене си или така си поминуваш? Тебе те барам всичко, Денко. Мене? Тебе. И зошто? Вака е работа. На голема мака сум, па си реков кај кого ќе дојдам, ако не кај тебе. Знам дека со татко ми си имавте, нати го, дај ми го, дека големи пријатели бевте. Вака, ми требаат пари назем. Па си велам, кај ќе дојдам ако не кај тебе? Бе, Андонче, бе, голем си пораснал. Слушай, Арно велиш, вистина е се. Ама, види, татко ти беше друг човек, а ти си друг. Има голема разлика помеѓу вас двајцата. Па, затоа некако не ми иди на ум баш да ти да. Ама ќе ти ги вратам. Абе, види сега, ова село наше е мало. Малку луѓе сме, двајца без тројца што се вели и се знае. И јас знам ти нема да ми вратиш парите. И знам зошто ти требат и баш затоа не сакам да ти дадам. Чекај малку. Ајде. Не ли ти од татко ми секогаш земаше назаем? Земав. Никогаш не те вратил назад. Точно, се сеќаваш, ама се сеќаваш ли оти кој ќе речев на тој ден ќе ги вратам парите, точно на тој ден не ги враќам. Така е, тоа не одрекувам, ама и јас ќе ги... Абе, не ти верувам и не сакам да ти дадам. И немој да се срамиш сега да велиш те ова, те она, чичко, Денко ваму таму. Не, пари, ебе, не ти дал. Добро, ако е така да си одам. Ајде со здраве. Ајде со здраве. Не му иди умот и не. А некој мора да го научи на тоа. Вујко! Вујко! О, Вујче! Тука сум, плевна, кој вика? Таму си. Јас сум, јас, внук ти. Кој? Внук ти. О! Како си бе, внучко? Здраво живо. Шо вака бе, кај мене? А толку пати те молев да дојдеш на визита, се нешо време си немал. Ти беше жал мјаната да не оставиш. Ајде бе, ајде не се шегуве сега, туку помагај ако можеш. А шо? Голема мака има. А мака имаш? Ајде чуем, седи, Шо мака имаш, бе, внучко? Пари назаем ми требаат. Ако имаш, дај ми, па ќе ти вратам. Кај ти се другарите, бе, внучко? Толку другари имаше полна меана, кај ти се сега да ти ги плата долговите кај Јордана? Заедно ги правевте. Со песна ги правевте, што се годи. Кај ти се сега другарите? Имаат некоја работа за фатиле, немаат пари сега, па кога ќе имаат, ќе ми дадат. Така. Да. Види сега, внучко, што ги ти кажам јас. Нека ми прости сестра ми, лесна нека е црната земја, ама не ти давам. Не ти давам, па ако сака целиот грев на душа да ми падне. Ај са, оди ми со здравје. Не ми се верува дека ова го слушам од тебе. Нели? Па види се, внучко. Шо ќе ми ти кажи тебе, Вујче се? Мајка ти на смртна постела завет ми кладе, кога ќе дојш да бараш нешто од мене, да не ти дам ништо. Разбираш ли? И како сега ти дам? Та знаеше дека на вакво дереже ќе паднеш. Се нешто ќе измислиш, само пари да не дадеш. Не даваш? Не дам, бе, внучко. Добро. Ич не ми е жал што не му дадов. А секој ден со мајка му велевме да не прави така. Внучко.
Која е најдебелата? Мајка ми рече, кога ќе се бесиш, да се обесиш на најдебелата. Па ај, еднаш во животот да ја послушам. Шо преш бре мажу овде? Оти си се спружил вака? Решив барем еднаш во животот мајка да ја послушам и гледај со што ми враќа. Во гредата пари имал. Пари. Знам што сакала мајка да ми каже. Жено, слушај сега вака. Овие пари ти ќе ги земеш. И од нив нема да ми даваш за ништо. Со овие пари долгот ќе си го вратам и дуќенот од татко ќе го отворам.